Ете, точно време е накратко да го напуштиме нашето студио. Нашата драга колешка Ирена Спировска веќе се наоѓа на едно убаво место каде што има одличен соговорник и ќе ни пренесе многу повеќе информации за сите следбеници, фанови, љубители на убавата музика. Со неа верувам дека веќе е Владко Миладиновски. Иренче, добро утро. Добро утро, Суза, поздрав до тебе и до сите гледачи на нашата утринска програма. Утринава се јавуваме во живо од населбата Аеродром Кафе Имидж, каде што сум заедно, како што најавети, со Владко Миладиновски, а поводот е повеќе од јасен, 3 дена, не двојата од големиот се македонски концерт на Владко Миладиновски, кој што ќе се одржи во арената Борис Трајковски, како една круна на оваа 2025 година, која за него беше исклучително успешна, работна и плодна. Прице, добро утро и ти благодарам што во овие рани утрински часови си заедно со гледачите на телевизија Алфа. Добро утро, Ирена, добро утро на сите ваши гледачи. Баш ми е чест што ти се видиме на ова утринско кафе дружење. Подготовките се во тек, времето полека одбројува и се доближува датумот на концертот кој што твојата публика со големо задоволство и нетрпение го очекува. А кажи ми како ти го доживуваш овој концерт со кој што ќе ја заокружиш 2025 година? Па да, датумот е 28 декември, кој што веќе ние на прагот, ние сме во финалните подготовки веќе. Не го доживувам се уште, бидејќи е 2 и чекаме само да дојде, па да заедно со публиката да уживаме во овој уникатен и прв фолк концерт во арената Борис Трајковски. Ќе се навратиме подоцна повторно на концертот, но би сакала малку да направиме една кратка ретроспектива на ова година, која што полека изминува, а ова беше година во која што ти на вистина имаш едно неуморно темпо. Годината одбележаа твоите концерти во Македонската опера и балет, концерт во Античкиот театар во Охрид, турнеа во Австралија. Беше ли напорно и како всушност теча овие изминати 12 месеци за тебе? Па наистина дефинитивно најдолгата година досега во мојата кариера. Започна од почетокот од јануари со турнеја во Америка и во Канада. Имавме доста гостувања и во Европа, бевме и во Турција во азискиот дел. Прошетавме ни 4 континенти буквално за отекот на оваа година. Не обележа, морам да признам, покрај првиот концерт во опера и балет, исто така силен впечаток, со силни емоции беше и првиот фолк концерт во Охрид на Античкиот театар. И кога мислевме дека се е готово после турнејата во Австралија, Балкан Медиа организаторите дојдоа на идеја и на уверување дека сега е вистинскиот време за првиот фолк концерт во Борис Трајковски и еве веќе сме во завршната фаза и се надевам со Господ напред дека се ќе протече убаво како што протече цела година. Заедно со големиот оркестар на твојот брат Златко функционирате нормално, не само како едно семејство, туку како еден организам кој што се познава меѓусебно идеално и тоа се гледа на сцената, тоа публиката го препознава и тоа прави вашите настапи секогаш да создават една посебна магија, а публиката да пее во еден глас заедно со тебе, со сите вас. Секако, да, со Златко сме две имиња, една сила, секако дека од сам почеток функционираме како единка. Покрај тоа што сме браќа, сме многу блиски во професијата, се разбираме, се надополнуваме, сме организирани во однос на професионалниот дел, тоест си има свој обврски во однос на оркестарот, во однос на музичките дела, во однос на песните, додека јас останатиот презентирање, маркетинг и интерпретација се разбира. Можам да кажам дека овој пат ќе биде уште поголем неговиот оркестар, ќе брои повеќе од 30 членови, како што прилега на таа голема сала. Секогаш со љубов настапуваме пред публиката и секогаш ја добиваме, ние возвраќаат истата љубов, но во многу поголема мера.
Може ли да ни откриеш нешто за програмата, за она што публиката ќе може да го слушне и да го види оваа недела 28 декември во Пористрајковски? Па дефинитивно ќе биде различен од претходните концерти, со тоа што неколку и најавивме, ќе имаме многу музички гости. Прв на листата што го објавивме е мојот другар од детството и колега и сограѓанин покрај се, Владко Лозановски. Тој е, да кажам, дека еден лидер во поп музиката, но ќе се споиме, ќе се најдеме и кај народната музика, ќе има интересни музички занадувања. Со него, втори гости ќе не бидат исто така уште еден пар браќа и наши другари, браќата од Next Time, и со нив ќе ги вкрстиме и инструментите и гласовите. Се разбира дека моите братичеди се домашни гости, Дамјан и Дарко, заедно со нашиот другар и колега Спасен Селјановски. И има уште неколку музички изненадувања кои што ќе ги откриеме самата вечер да има изненадување за сите присутни во салата. Вртеа деновиве по социјалните мрежи многу убаво осмислени и снимени видеа токму со твоите пријатели, соработници, гости кои што ќе бидат на овој концерт и мислам дека таа идеја е многу убава, оригинална, освежување. Чива беше идејата? Па имаме екипа и во маркетинг делот, и во организацијата. Во голем дел сум вклучен и јас, но исто така по природен пат се вклучени самите учесници со своји идеи и предлози. Едноставно, сите што сме навлезени во овој проект, ќе го наречам, сме со цело срце и од таму доаѓаат сите однака добри и квалитетни идеи кои што се реализираат. И не случајно го да рековме овој настан македонско музичко востание, бидејќи сме собрани повеќе со една цел, да ја воскреснеме македонската музика, да ја воздигнеме на многу повисоко ниво, да ја приближиме до народот, а со самото тоа да го кренеме македонскиот дух. Дали има се уште карти и оние што се уште не си купиле карта, каде може да ги набават? Картите се продаваат на kupirkarta.mk, Розеверо 2, JK Travel Diamond и Бисер. Со тоа што веќе на неколку дена пред концертот буквално се при крај картите, остануваат уште мал дел кои што може да си приуштат билети. Иако е голема салата, навистина имаме, да не кажувам во проценти, меѓутоа сме скоро распродадени на наше големо изненадување и се надевам дека до концертот ќе бидеме целосно распродадени. Судејќи според концертите што ги направивте во тек на оваа година, атмосферата загарантирано ќе биде убава и сите што ќе бидат присутни на концертот навистина ќе уживаат од почеток до крај. Дали после овој голем концерт конечно малку ќе одмориш за новогодишните празници или повторно ќе ги поминеш работно? Па неколку дена после тоа ќе настапиме на плоштадот во Неготино по повод прослава дочек на новата 2026 година. Неготино ме врзува што пред можеби повеќе од 20 години мојот прв настап на плоштад во било кој град беше токму во Неготино. Еве после 20 и кусур години ќе настапиме повторно таму. Таму по 8 години немало прослава. Ете некако се вклопија тие коцки. Текот на јануари имаме неколку настапи, меѓутоа ќе бидеме дома, за празниците ќе бидеме дома со семејството, со најблиските, бидејќи мислам дека после ваква долга година и ние, но и нашите семејства заслуживме така малку интимно време да здивнеме, да издишиме заедно. Ова 2025-та верувам дека беше остварување на голем дел од твоите желби што си ги сонувал, но желби на кои што си работел во сите изминати години во тек на твојата кариера. Што е она што го посакуваш за себе и што го очекуваш од новата 2026 година? Па како што ти кажав и претходно, кога сами беа замислиле или посакале случувањата во ова година што изминува, ни сами не би помислиле дека се можно да се случи во една година, меѓутоа ете, даде Господ, поминаа сите убави работи, протекоа добро. Како што спомнав, ни фали малку време со семејството, малце одмор, а во однос на професионалниот план, тоа што не успеавме оваа година,
а веќе мора да се случи. Тоа се неколку нови песни кои што во текот на следната година ќе ги доработиме, кои што се веќе во финална фаза, да ги доработиме, да ги снимиме со убави видеозаписи и да ги објавиме за публиката, бидејќи пред се секоја една кариера и сите концерти се поврзани со убави песни, со успешни, така да мора да не го занемариме тој дел, напротив, дополнително да се фокусираме и да се активираме на тој план. Верувам дека и во новата година остануваат верни соработници, твоите сегашни соработници, тој круг со кој што успешно и докажано функционират. Секако дека да, со тоа што имаме и некои нови соработници во однос на делот текстот од нашите песни, а веќе па како музика аранжман на сите песни се јавува Златко како автор, се подпишува, додека во делот на текстописци имаме некои нови соработници, секако дека со старите продолжува соработката. Јас на првиот концерт им одадов и благодарници за досегашната соработка, бидејќи една песна не ја прави само пејачот, не бива само со еден човек, така да таа песна е на сите ние што сме ја направиле, а сме подариле на народот кој ја прифатил и тоа е најголемото богатство. Навистина е така, Владко, и јас ти пожелувам успешна завршница на ова 2025 со овој голем концерт, со ова македонско музичко востание, да ги поминеш убаво празниците, а во новата 2026 да се радуваме на твоите нови песни и да те гледаме уште многу пати на концертните сцени ни земјава, а и ни светот. Ви благодарам за поканата, ви благодарам за вниманието и за времето, ве очекувам вас и поздравувам и сите ваши гледачи и ги очекувам на 28 декември во арената Борис Трајковски на еден спектакуларен голем концерт, да закружиме оваа година, да испратиме и да дочекаме новата. Ти благодарам уште еднаш за разговорот, а вие не ја пропуштајте оваа можност на 28 декември да бидете сведоци на македонското музичко востание, на Владко Миладиновски со неговата екипа. Датумот ви е познат, карти се уште има, но побрзајте да набавите на време и да зачекорите во новата година со убава македонска народна песна. Се одјавуваме од терен, но секако продолжува нашата утринска програма со песна и со останатите содржини што ги подготви редакцијата.